на што се должи вака високиот скок според вас, гледајќи го пазарот? Се согласувам со тезата дека особено луѓето на Балканот инвестирањето во недвижност го сметаат како најсигурна инвестиција. Пред се мислам дека по завршувањето на корона пандемијата се создаде еден страв кај луѓето, ќе има инфлација, ќе има девалвација, ќе се случи ова, ќе се случи она, и луѓето ќе падне вредноста на денарот, вредноста на еврото, па геополитиката што се случува надвор во, особено сега веќе и во Европа, ги натера луѓето да практично и оние кои што имаа пари во комерцијалните банки да ги извадат и да инвестираат во недвижност. Дополнително на тоа влијаеше и моментот дека каматните стапки за орочување на депозити бележат многу голем пат во споредба со претходните 10 години. Што значи дека ако некој има одредена сума од 100.000 евра кои што ги чувал во комерцијалните банки, претходно земал одредена камата на месечно ниво, тоа исто како тој да добивал кирија. Меѓутоа, со самото тоа што каматните стапки на депозити падна, едноставно на луѓето им е неисплатливо и средствата да ги чуваат во самите банки, и затоа се одлучуваат да пристапат кон купување на недвижност, бидејќи сметаат дека самата недвижност ќе продолжи да расте, дополнително можеби од закуп, подзакуп и така натаму ќе остварат поголем приход отколку доколку средствата би ги чувале во банките.